Македонската радиотелевизија, навистина, по завршување на првата сезона работеше вредно и напорно, додека останатите граѓани одмара и ги тера своите годишни одмори. Од вечерва во 20 часот и 30 минути, па во следните 16 недели како ден, токму по вестите, стартува втората сезона на Сите наши песни. Проект на Македонската радиотелевизија за заштита и афирмација на македонската забавна музика. Има ли промена во правилата на игра? Видовме минатата година имаше строги правила. Дали нешто се менуваше во тој поглед? Минатата сезона, која, ако дозволиш да те подсетам, заврши во јули. Всушност, ама ние имаме обичај. Минатата година. И ние имаме обичај така да кажеме минатата година, затоа што да, за Македонската радиотелевизија штом завршува еден проект, тоа се става настрана, па почнува нова сезона. Имаме многу новини, почнувајќи од водителскиот тандем и дел од екипата која учествува во реализација на ова шоу, кој е од страна на менаџерскиот тим веќе доби нови задолженија и работни обврски на кои веќе работи. Меѓутоа имаме промени и во правилата. Она добронамерна сугестија од нашите гледачи и етаблирани музички имиња од македонската музичка сцена дека направивме еден вид малечок греф кон кандидатите кои како екипа настапува, се надпреварува, па поминува, односно победува или испаѓа. Овој пат 48 кандидати ќе имаат навистина еднакви права. Значи, во зависност од нивните индивидуални и сценски, вокални способности, ќе имаат можност 6 најдобри кандидати да стигнат до финалето и да ја осватат на убава награда, за која што нема вечерва ништо да зборувам. Ајде па да не кажуваме се, нека почекаат до 20:30. Каролина, благодарам, многу гледачи и многу добри гласови и песни се разбира. Апсолутно, тоа е и целта, нели? Песните не одговорност на Македонската радиотелевизија. Благодарам. Многу од песните на Тоше најдоа место во Сите наши песни.